Почитувани, добар ден. Еве слободно ќе кажам во оваа последна недела од 2023 година, понеделнички стартуваме како и секогаш со тема во која што особено верувам ќе земете огромен број учество. Еве и зошто. Во 2015 година со уредба е предвиден минималниот број тимови што треба да го има секој здравствен центар. Уредбата е донесена, но бројот на тимови за итна помош не само што не е зголемен, туку е намален за 22 екипи. Во земјава има 258 тимови за итна медицинска помош. Недостасуваат уште најмалку 52, за да биде целосна уредбата со која се предвидува минималниот број тимови што треба да го има секој здравствен центар. Најмногу тимови, 18, не го достигаат во Скопје, а дури половина од 33 здравствени центри имаат помалку тимови од потребните. Еден тим на итна помош некаде покрива 1000, а најлошо стојат Струмица и Тетово, 40.000, а Куманово и Скопје се следни со покриеност на еден тим на околу 30.000 жители дневно. Па ние ве прашуваме зошто не се почитува уредбата за број на екипи во итна помош? Нема пари, нема медицински персонал или нешто друго е според вас? До кога на политичарите ќе им бидат поважни кабинетите и возниот парк од животот на граѓаните? Тука секако ќе ве потсетам да не заследите на Facebook Црвена линија, Твитер Црвена линија и профилот на Телма телевизија. Но неминовно е и да ви потсетам дека најдобро ќе биде во овој момент да кликнете на Инстаграм и се разбира да не заследите токму таму со оглед на тоа што на Инстаграм постојано и секојдневно објавуваме анкети, а преку анкетите всушност ги добиваме и одговорите од оние кои што не следат, поточно од граѓаните. Денес за вас имаме вакво прашање. Знаете ли кој е телефонскиот број за итна помош? Имате две опции за одговор, да, не, значи ќе кликнете на опцијата, а во проценти по рекламите ќе ги соопштиме и резултатите во ова издание на Црвена линија. До Црвена линија се доаѓа пак со до следниот број 023070005. Она што ќе ве замолам, како и постојано што правиме во секој издание, но неминовно, особено најверојатно за оние кои што немаат искуство во јавување во контактни емисии, задолжително од кога ќе го завртите телефонскиот број, целосно да го намалите тонот на телевизорот. Јас веќе го имам и првиот гледач. Добро вечер. Добар ден, добро вечер. Добар ден, добро вечер. Како ви одговара повеќе така? Видете, сега мене што ми одговара да кажам дека тимови има повеќе него што треба. Има тимови за вадење бубрези, за вадење матки, што више некои се фатија, а што има некои што не се фатени и самите пациенти не знаат што им е извадено, што им е оставено. Има такви тимови. Потоа, тимовите за набавки, што се прават во здравството низ цела Македонија, не само онкологија, во сите здравствени устаници, сегде и се што, тимови има 5 пати повеќе него тие што ги наброевте вие. Таквите тимови го рушат здравството. А кажете ми зошто според вас не се почитува уредбата за број на екипи во итна помош? Ама каква уредба? Не постои тоа. Ова вика ја не признавам дека ова не признавам законите, ова не признавам. Јас сум тука главен и никого не признавам. Вие не знам дали сте влегле по длабоко малце во системот кај што е во здравството, да видите како се понашаат тие што не сакаат Македонија. Тоа е чудо невидено. Какво е вашето лично какво е вашето лично искуство со барањето итна помош? Еве какво искуство имате како граѓани? Фала на Господ, досега сум немал таква потреба и сакам што помалце да има таква потреба и ако се случи нешто такво. Јас ќе ви се заблагодарам од се срце за тоа што бевте и прв гледач, го пробивте мразот и секако никогаш и да немате потреба нели од итна помош. Но како и да е, ние продолжуваме понатаму, па еве следниот гледач или можеби гледачка ќе ги прашаме дали знаете кој е телефонскиот број за итна помош. Добро вечер.
Добар ден, Тина. Добар ден. Секој добро ќе ви посакам. Добро вечер, дур зборим, може и да се стемни. Толку е с часот. Ај, ќе се стемни за 5-6 минути. Ај вака да кажеме. Емисијата се вика црвена линија. Ја таму уште на црвениот телефон ми останато 191, 192, 193, 194, таа е црвена линија. Дали за брза помош, дали за полиција, дали за пожарна, дали за нешто треќо, четврто, не знам до кој број беа. Се не знам колку ги има денеска. Имаше и за АМЦ, за сообраќај и такви работи. Зошто го кажувам ово? Еве одговорив на прашањето од првиот темат за телефонскиот број. Зошто не се почитува уредбата според вас? Еве, зошто не се почитува уредбата според вас за број на екипи во итна помош? Ја колку што знаем, денеска се уште заседава буџетот на Република Македонија. Кој тие амандмани, сега да речеме опозицијата, амандманите ги става баш за овија тема? Кој ги одбива? Зошто ги одбива? За кого работаат? Јас сеќавам еден човек, министер за внатрешни работи, сакаше и градоначалникот Шилегов заедно да ја приватизираат брзата помош, приватна да биде. Гаш дека некој тамо работи само за своји лични интереси, не за граѓански, не. Благодарам многу за јавувањето. Еве веќе по вториот гледач, секако неминовно е во овој момент секако и да не заборавиме да им го честитаме Божик на сите оние кои што го чествуваат и прославуваат денес од католичката вероисповест. Но ние секако продолжуваме понатаму со вас, веќе на 023070005. Верувам дека имаме и нов гледач, па да видиме еве што ќе каже на ова прашање. До кога на политичарите ќе им бидат поважни кабинетите и возниот парк од животот на граѓаните? Добро вечер. Здраво. Здраво. Као прво, 112 мислам дека е ново сега. Така. А еве, според вас, до кога еве на политичарите ќе им бидат поважни кабинетите, возниот парк да се обнови од животот на граѓаните? Никогаш нема да прекине гранзивоста ни на лакомоста. Само може да биде нагорна линијата лакомост и гранзивост, така да нема прекине тоа. Само пак е кога ние решаваме кој ќе биде политичар, кој ќе биде функционер, кој ни е крив што ние решаваме. Значи, тоа е едната работа, друга работа, немање персонал е една од важните тачки. Имаме недостиг на медицински лица и на доктори, и на сестри и тој друг персонал што постои во државата. Значи, сите сакаат да бидат у канцеларија, никој не сака да се борта со пациенти пред умирање или с краја било починати. Затоа што тоа е доста одговорна работа, барем по моје. Се сретнува со секакви луѓе, со секакви пациенти, со секакви болести. Какво е вашето еве искуство со итната помош? Јас знам една работа, мојата почината мајка, тоа е викна брза помош днешно денот кога почина. Не си одеа дури не ги видат парите, не ги набрам таму колку ги 200 денари беше така нешто. Поздрав, благодарам многу за одговорите на нашите денешни прашања. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро и вам. Ве поздравувам. Ве поздравуваме и ние секако од редакцијата, па еве какво е вашето искуство со итната помош, доколку сте го имали? Најпрво користам прилика да им честитам празников на католичко вероисповед, па и на сите празници на идните сега, овие се големи денови. Ајде да не се жалиме многу, да не го налютиме Господот за тоа што ќе останеме без ич. Што се однесува до возниот парк на амбулантите. Амбуланти ги викам јас. Тоа ние се навикавме на изминати овие години некој да поклонува од надвори, сега нема више такви донатори, а да купуваме сами не. Никогаш. Затоа што треба ние тие пари да ги купуваме такви амбуланти, такви брза помош, тие
ги арџиме сами по џебови и после остануваме на овој Според начин. вас зошто не се почитува уредбата за број на екипи на итната помош? Не се почитува, затоа и нема. Затоа и нема. Кај да најдеш ти лекари, кај да најдеш доктори, медицинска помош, им треба само на амбуланти и на болници, им треба и на сообраќајна полиција. Вемо, има луѓе што починат за малце сообраќајка, починуваат за тоа што нема кој да иде да ги носи до таа брза помош. Нема кој. И полиција треба посебен одел да го има тоа. Не само, ево, сообраќајна полиција мора да го има еден одел од такви, а не да ги чека 5 дена да... Благодарам многу за јавувањето. Ке потсетам само бидете внимателни на тајмерот, но секако и додека трае црвена линија, воопшто не е проблем повторно да го завртите нашиот телефонски број, повторно да добиете нови 90 секунди. А новите 90 секунди се секако и за новиот гледач. Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Бог на помош по молитвите на денешниот голем светител, чудотворец, Свети Спиридон, чудотворец, честити слави, честити имиња и военно нека е чистит празник на чевларите. Свети Спиридон е заштитник на чевларите. Па зашто ни се случува ова? Мислам дека ние сме народот виновни, не сите, тука оние кои не знаат да разликуваат добро од зло. Јас во овие 30 години независна Македонија не знам овие СДС како партија некогаш да купиле едно комбе за брза помош. За екипи да има, мора да има и комбиња за брза помош. Тие екипи чудат пешки до болниот дома до кај него, мора да има комбиња, доволен број квалитетни, брзи, сигурни, за да се спаси човечки живот. Новиот СДС за 30 години независна Македонија едно комбе за брза помош немаат купено. Но тие не беа на власт цели 30 години, а како граѓанин застанете. Кажете ми како граѓанин имате ли ве никакво лично искуство со сега итната помош? Сега скоро имав така потреба за мој близок човек. И фала Богу дојде луѓето, нека се здрави и живи. Сега, значи, да кажем аргументи, вистина, ВМРО набави околу 150 нови комбиња за брза помош. Нови, со најсовремена апаратура во нив. За домашна нега, не додат динекции ваму таму. И за нив купија нови автомобили. Пред тоа беа скапани пичовци и скапани стојадни. Значи има разлика. Зато луѓе, ако злото го вратите на власт, тогаш сами сте криви. Благодарам многу за јавувањето, да се држиме сега до темата. Навистина ќе ни биде драго, еве, доколку некој од вас, кој што ќе се вклучи во црвена линија, ќе сподели и некое свое лично видување преку лично искуство. Секако и тоа е добре дојдено во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во црвена линија сте. Имав многу за зборење, само предходниот многу ме разочара со неговите дискусија, со неговото партиско навивање. Јас сакам да бидам реален кон односот, да не биде реален кон здравството и брзата помош и екипите за итна помош и возилата. По можности, точно дека требаше да се купуваат возила, но има многу злоупотреба околу повикување на тие возила, а повеќе повикувачи се на тие такви што вечито се критикувачи на без разлика кој е на власт. Без разлика кој е на власт. Тие секојаш критикуваат. Дали е СДСМ, дали е ВМРО на власт. Тие критичарите партиски, тие више преку главни поминаат. Па е предходниот. Кажете ми зошто, да се вратиме на темата, ве молам. Зошто не се почитува според вас уредбата за тимови на итната помош? Што мислите? Зошто е тоа така? За уредбата на тимовите на брза помош не сум целосно запознаен, но ја сега се вклучувам сега. Еве во 2000 ќе ви додадам и секунди ако треба, бидејќи ќе ви одземам. Во 2015 година со уредба е предвиден минимален број тимови што треба да го има секој здравствен центар. Уредбата е донесена, но бројот на тимови за итна помош не само што не е зголемен, туку намалена за 22 екипи. Според вас, зошто се намалува? Почитувана водителке, да ви кажам зошто. Па ние немаме персонал, ние немаме медицински сестри, немаме лекари, немаме возила, никој не ги одржува. Едно време ги одржуваа возилата мините механичари.
Така, благодарам многу и секако е тоа оно што целиме, односно конкретно да слушнеме во однос на тоа какви се и вашите лични не само видувања и ставови, туку и искуства. Одиме понатаму, добро вечер ако имаме нов гледач или можеби гледачка. Добро вечер. Добро вечер, во црвена линија сте, повелете. Ето вака. Јас сум задоволен од услугите на брзата помош. Имам користено и то скоро користен. Паднав и бев скроз непокретен, така да брзата помош, јас не знам дали за 5 или 6 минути стигна и ме взе, ме однесе на болница, така да сум задоволен. Возилото, навистина, возило болничко, со сите хигиенски услови. Не би рекол дека му се возилото лоши. Имаше нека криза за возила за време на короната. Меѓутоа те стигна шо донации, шо се купи, шо како било. Меѓутоа стигнавме до една бројка. Сега екипажот. Тоа е малце дискутабилен, бидејќи не е само возило. Треба сестра, треба лекар, треба возач. Значи возилото и може со себе повлекува 4-5 души. Така да екипажот некојаш може не е комплетен, ама во главно не е лошо. Така да јас не знам. Се надевам дека вие сега сте добро, тоа би ми било драго да го слушнам. Добро, се исклучи гледачот со оглед на тоа што тајмерот е 90 секунди и верувам дека ме слушна и верувам дека ќе биде во добро здравје и особено големо благодарам еве што конкретно го споделивте вашето лично искуство кога станува збор за услугите на итната помош и работата на тимовите. Ајде малку сега да се префрлиме и на Твитер заедницата. Ке стартуваме со твитот на Владо Апостолов, кој што напишал: брза помош, недоаѓањата никој не ги брои. Па какво е вашето лично искуство? Како го коментирате тоа што уредбата која што е донесена од 2015 година, односно со која што е предвиден минимален број тимови кои што треба да ги има секој здравствен центар, во моментот не само што не се зголемува од 2015, туку се намалени за 22 екипи. Па зошто еве според вас не се почитува таа уредба? Зошто еве ви се чини или како ќе одговорите на тоа, дали имате некаков впечаток дека можеби на политичарите повеќе им се важни кабинетите и секако возниот парк, отколку животите на граѓаните? Добро вечер. Добро вечер, Македонијо. Сакам да кажам дека јас како личност се чувствувам човек кој не сум партиски ориентиран, туку како македонец и како човек пред се сакам да бранам добри дела, да повикувам, да почитуваме луѓе кои правеле добри дела. Не сум јас партиски војник. Така, дали може, вака сега, добро, дали може бидејќи напоменавте, и тоа ми е драго, дека еве пред известно време сте имале повик од итната помош, сте имале потреба, па како сето тоа изгледаше, еве? Беа коректни луѓето, заангажирани, слава на Бога, ближниот човек добро помина, ризикот се отстрани. Сакам да кажам на работа, луѓе, додека не почнеме, како две дечиња, ако имаш своји дечиња, ако едното е лошо и неразбрано, и го советуваш да биде како другото добро, а фактички ние лоша власт до 2006 ја враќаш повторно на власт и после оти ни е лошо. Еве ќе кажам пример. Во Штип се гради клинички центар за цела Источна Македонија. 7 години го стопираја намерно. Прават континер болници, а клинички центар го блокира 7 години. Парите што беа пропаднаја, си ги повлече Европска унија и сега немаме клинички центар во Штип за цел народ во цела Источна Македонија. Дали тоа не е злодело? А велам, јас сум сигурен дека ако беше премиер Груевски ВМРО, че имавме клинички центар во Штип до сега. Вака сега, кажете ми колку тимови, дали знаете колку тимови покриваат во Прилеп? Значи, јас ве молам, ве замолувам темата.
Значи, тоа што било, во моментот гледаме што се случува. И еве конкретно ќе ги повторам уште еднаш прашањата. Значи, не е да промовираме и зборуваме за партии, туку да зборуваме за она што не засега сите нас, се разбира, граѓаните. А тоа е што се соочуваме со фактот дека наместо да се зголемува бројот на тимови во секој здравствен центар, тој се намалува сушност на 22 екипи во моментот. Инаку, ќе подсетиме еве до гледачот кој што пред малку се јави, дека во 2015 година се намалил бројот на екипи. Во таа година, со оглед на тоа што се го спомнува гледачот поранешниот премиер Груевски, тоа е времето кога беше токму тој премиер. Сега да се навратиме на она што се случува денес, на една недела пред 2024 година. Според вас, драги мои, зошто воопшто не се почитува таа уредба со години, се намалува бројот на тимови и секако многу сакаме и драго ќе ни биде и да ни соопштите какво е вашето лично искуство, доколку сте имале потреба од услугите на итната помош. Добро вечер. Ало? Добро вечер, во црвена линија сте. Дали се слушаме? Да, повелете, ве слушаме. Јас би сакал да кажам дека не сум бил корисник на итна медицинска помош, него сум бил давател на итна медицинска помош. Така. И сум потрошил 15 години од својот работен век и од животот во неја. Има еден грешен пристап уопште во системот, во кој што не се брои тоа по бројот на екипите и на бројот на возилата. Него се вреднува спрема пристапот ако итната медицинска помош е нешто што е на ниво на единици за брза интервенција, како во војска, во полиција и така натаму, значи треба да се организира таа служба затоа што брзината со која што се интервенира и начинот на кој што се интервенира треба да се спасат животи. Тука треба да се направи селекција на кадарот, на службите, односно оние кои што се во службите. Со години, колку јас знам, последните. Големо благодарам и вам за учеството со оглед на тоа што еве благодарение на вас ни откривте како од другата страна, од страната која што всушност укажува медицинска помош и какво е вашето искуство во однос на тоа и што се соочувате како кадар и тим. Ке подсетам 90 секунди е време траењето, но секако дополнителни секунди можете веднаш да добиете и со вртењето повторно на телефонскиот број 02307 0005. Добро вечер. Ке одиме сега повторно со Твитер заедницата. Во меѓувреме се разбира, очекуваме ново јавување и драго ми е дека имаме гледачи кои што зборуваат како всушност какво е нивното искуство и како пациенти, но имавме и гледач кој што еве долови низ неговата пракса, односно неговото работно искуство токму во укажувањето на медицинската помош. А на твит еве што има 7 напишано. Вчера брза помош, ова е датумот е 22 декември. Вчера брза помош што носеше дете со кислородна поддршка не можеше да влезе во државниот горниот влез кај детска клиника. Се собраа мажи да ги креваат колите за да може да помине возилото и пак не можеше. Срам и арам да ви се платите што ги земате на раководни позиции за ништо. Еве, во однос на ефективноста и брзината понекогаш екипите на брзата помош, тоа е факт, особено во главниот град, се соочуваат со енормен метеж и секако возачи кои што
па и услови, како што гледате од твитот, во рамки на главниот врез на државната болница, што значи сето тоа го оневозможува пристапот, а секако тоа е најважниот пристап, но ете граѓаните прават така да понекогаш и самите тие знаат да бидат пречка во однос на односот во сообраќајот и пред се во однос на вакви ситуации каде и како паркираат. Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Голем поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до тебе. Одамна не сме се слушнале, па Само да не посетите од каде се вуавте вие? Од Карпуш, од Рузвелтова. Од Скопје, добро. Еве, како го коментирате тоа што не се почитува пред се уредбата? Јас ќе ти кажам како. Значи, се додека не постоеше приватното здравство, се си функционираше. Од кога се направи приватното, вамо приватно, онамо приватно, овие наши што си качија плата 78%, значи сите ги ставам во исти кош, сите тие па и некои други тамо, си одат приватно, нели? Што им е гајле нас за некоја си тамо слободанка, Тина или ово или оној? Значи, уопште, Тина, па ние уопште не ги интересираме ние како луѓе. Тие нас не гледаат само како гласачи и не знам дали уопште им е гајле за нас. Да им беше гајле, ќе направеа прво, ќе ги задржа докторите. Значи, ќе ги вреднува. Се ќе направеа да не останат кај нас, да не одат надвори, да не одат приватно, ќе му понудеа плата. Ќе ги задржаа сестрите, немаше некои сестри сега да работат 5 години на договор на дело. Значи, гледаш ли, се прави да се уништи. И зошто они уопште да набавуваат толку многу возила и зошто да екипи да формираат, кога може он таму у кабинетот да си има заменик, па заменик, подзаменик, па тој подзаменик, да си има, знаеш колку таму заменици, ја не знам појма, немам колку функции имаат луѓето, колку плата земаат, а на здравството му се дава ама нула акцент. Тука се нервирам, Тина, јас уште пред 10 години кога останав без работа, значи тоа оддавна истиот проблем се влече и тие мамува не ги лази, не ги интересира, ништо не е направено, ама баш ништо. Така, поздрав многу и среќна нова ако не се чуеме. Секако верувам дека ќе се слушнеме, имаме уште една цела недела пред самиот влез во новата 2024 година. Драго ми е дека се јавивте. Уште еден твит на Панделка. За Евровизија нема пари, за украсување нема пари, за учебници нема пари, за нови противпожарни возила и брза помош нема пари, ама 960.000 евра за изнамување возила има пари. Пресметано во грујови мерцедеси 1,5. Тој барем остана да се вози. Па, еве, нема пари, нема медицински персонал или зошто не се почитува уредбата според вас за број на екипи во итна помош, секако и какво е вашето лично искуство или можеби работно во итната помош? Добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Голем поздрав до вас. Ви благодарам, ве поздравам вас и сите ваши колеги на Телма и сите гледачи на Телма. Благодарам во името на сите нас. Ја не би рекол дека нема пари здравството. Ние сите одвојуваме од личниот доход, знаеме дека и пијом и здравство се одвојува. И зашто да нема пари? Не, пари има, меѓутоа парите се крадат, се проневеруваат. А медицински персонал, сестри, има голем одлив кои што одат за Германија за поголеми лични доходи. Меѓутоа во право се, Тина, по 5 години седат со договор на дело. Никој не ги регистрира тамо, не ги пријавува. Како да седат они? Сега е моментот сите, зашто не им дадат решение? Зашто да на тие по 5 години, јас знам, имате и од оваа власт, кај што имаат во сите здравствени установи по 5-60 медицински сестри со договор на дело. Па нормално дека ќе си бегат тој одвид. А што се однесува до брзата помош, до тие коли, ние сме социјална држава. Знаете ли колку ни дадоа Австрија, колку ни поклонија за брза помош такви комбиња автомобилски, како да ги наречам, за брза помош. Колку ни даде Германија, колку Турција даде. А овие директори не се свесни дека не треба кабинетите да ги опремуваат во кафичи, модерни, него треба да ги префрлат тие буџети за своите потреби. Потребите се знаат кај се во здравството, а не само трошат пари без потреба. Еден недомаќин, кога е човек, не може куќа да кучи. И така и во фирмата. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија.
Еве уште еден твит. Брза помош стана такси служба за политичари. Да не чекаат ни семафори, ни гужви. Умирете вие дома и влечете ги старите до болници, пошто немале они возила. Па еве зошто според вас, драги мои, не се почитува се уште уредбата која што донесена од 2015 година за да се зголеми бројот на тимови, туку напротив од година во година се намалува. Така што не сега што не е само зголемен, туку е намален за 22 екипи. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Среќен празник на сите кои што празнуваат католички Божич. Благодарам еве во името на гледачите. Верувам кои што ве слушаат. Ја ми се чини дека некој неправилно ги користи средствата, значи и зато имаме недостаток на возила, недостаток на персонал, значи кој што треба да ги обслужува болните, некој не си ја врши работата. Значи ми се чини дека ја, фала Богу, сум немал потреба, а имам мозочен удар, срце, оперисана каротиди и уште што не, меѓутоа се сум го вршил тоа на поредовен пат, значи и така. Значи, брзата помош е потреба. Брзата помош е средство со кое што треба што побрзо да дојдат до болниот, да направат интервенција на лице место или ќе мора да го земат во што пократко време да го однесат во болницата, каде што ќе се продолжи, значи, процесот на интервенција. Меѓутоа, ние имаме проблем, значи, со немање на доволно превозни средства. Меѓутоа, пари има, само некој не работи како што треба. Еве еден, да речем, зошто им требаше на здравството 2 директора да има, значи, а досега ниеден од тие директори не даде извештај што сработил, што заштедил. А сега нон-стоп здравството е во минус, значи никако, а тие ги ставија само да бидат, да имат подобро услови, по-квалитетно здравство, а сето тоа испадна дека фактички имаме полошо здравство. Благодарам, поздрав. Благодарам, поздрав до вас. Еве вина невина што има напишано на Твитер. Сум имала прсната циста, заради кое што среде ноќе повреќав и плачев од болки. И кога се јавив на брза помош, ми рекоа: и сакаш ние да ти пратиме кола за добиено, написе ибупрофен и одспи, ха, и така. Но, еве, какво е вашето лично искуство? Секако, драго ми е што во овој издан имавме и гледаш дури кој што работел повеќе од 15 години како давател на медицинска помош, така да добре дојдени се и двете страни, за да нели од прва рака слушнеме какво е искуството кога зборуваме за потребата од здравствени тимови. Добро вечер. Добро вечер, нека биде. Повелете. Ало? Да, ве слушаме, повелете. Благодарам. Зошто? И јас се прашувам зошто. Зошто немаме доволно пари, зошто немаме доволно медицински персонал, зошто... Дали се уште имаме гледачката? Еве да прашам зошто ја немаме гледачката. Еве сум тука. Тука сум. Добро. Ве слушаме, продолжете. Да, и јас се прашувам зошто. Значи, ништо не функционира. И добро ќе беше да бе само во здравството. Многу нешта во многу други одсеци, делови и министерства не функционира. А зошто? Затоа што тие што раководат се виновни, а и ние како граѓани сме си ги избрале тие, така да не раководат. Сега, имаме хеликоптери, 2 ги опремизме, за да помагаме на луѓето кои ќе се најдат во потреба да имаат здравствена потреба, некој да им пружи помош, ама немаме сега пари за ова поземјен пат, медицинска помош. И сега, знаете, од овие 7 години сето тоа се уништи. Пред 7 години имаме, знаете, каква помош? Ама идеална. Пред 10 уште повеќе, пред 20. Болниците ни цветаа, па сега овие 7 години ги уништивме. Јас 2001 сум породена, бебето во болница ми го изедоа бубашваби, да ви кажам. Цела ноќ го бранев од бубашвабите. Ама зошто, се прашувам? Зошто? Значи, ако некој знае да одговори, јас знам, ама не можам да го исполнам тоа. Тука е проблемот. Зошто? Зошто нашите луѓе не сакаат да... Благодарам многу и вам за јавувањето во црвена линија. Продолжуваме. Добро вечер.
Ајде еден твит, во меѓувреме додека се подготви следниот гледач кој ќе земе учество во црвена линија. Минга Манга 77 го има напишано следното. Имаме повеќе службени возила за министри, заменици министри, директори, заменик директори од возила за брза помош. Ама за Османи за Опсе му требале рента-кар возила. Абре Македонче. Па до кога на политичарите веќе им бидат поважни кабинетите, возниот парк од животот на граѓаните и секако какво е вашето лично искуство во однос на користењето на услугите на итната помош? Добро вечер. Добро вечер. Добро, ќе продолжиме со твитерџи. Секако, доколку ве има, пријавете се самите, па по твитовите веднаш ќе продолжиме со вас. Даниел Анастасов напишал: саботна идила на пазар во Надржин до Варшава. Тезги зеленчуци, мед, јајца, колбаси, ние со еварите. Продавачи продаваат, клиентите купуваат. Се е шеговито расположено. Одеднаш драма, припаѓа стара жена. Брза помош се појави буквално за 3 минути. Да не видов, немаше да поверува. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во црвена линија. Сречни празници што доважаат на сите, на католици, на православни и се најубаво. Благодарам во името на сите гледачи во рамки на вашите чести. Така и на сите гледачи му пожелувам се најдобро и прашувам дали овие гледачи што се јавуваат, вие како портал, не само вие, а и другите портали, дали кажуваат на некому народот што кажува и што мислење има. И дали има ефект од тоа? Секако дека има што се однесува до емисијата Црвена линија, бидејќи е гледана, тоа ви гарантирам. А што мислење имате вие во однос на тоа? Ја знам дека е гледана. Знам, ама на кого кажувате, не само вие, и на другите, да му се подобре Јас ви велам дека сме слушнати. Слушајте ме. Поредок на народот. Значи, јас за другите не знам. За нас знам дека оние кои што треба и како слушаат и допират до политичарите, ве конкретно ќе ви одговорам. Аме, поминаа 4 години, немаме слушнато дека допреле до нив. Реагираат секако. Кажете ми, еве, какви се вашите искуства, дали сте имале потреба од услугите на итната помош? За итна имам услуги и мислам кога се луѓето слободни, кога имат возило на располагање, одма идат. А кога немаат, а работата е итна, што се случува тогаш? Кога работата немаат итна, ако имаш возило, ако не си сирома, чиди со твоето возило ќе го занесиш. Така, големо благодарам и вам за јавувањето. Со оглед на тоа што дојде времето за реклами, продолжуваме токму со нив. А во овој дел по рекламите, нормално време е да ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата. Тука и ќе ве потсетам да не заследите, па веќе утре да учествувате во новата анкета на Црвена линија. На денешното прашање, знаете ли кој е телефонскиот број за итна помош? Со да одговориле 79%. А со не одговориле 21%. Па сите вие кои што припаѓате на овој 21% и секако сите вие кои што не сте запознаени се уште со броевите, запишете го најнапред овој универзален број кој што е 112, што значи доколку го завртите овој универзален број, тогаш тие ќе ве пренасочат согласно вашите потреби, дали ви треба итна помош, домашна посета или полиција, што и да е. Но конкретен број останува оној кој што, еве, верувам голем дел од вас го знаат, но оние кои што не, запишете го, бројот е 194 за повикување на брзата помош.
секако за добивање награди имаме само еден телефонски број, тоа е 02-307-0005. За многу куса време повикајте не нас во Завртина Телма, најгледаниот квиз, што значи ќе зборувате со операторка Тина, ќе го вртиме тркалото и денес на менито стандардно за понеделник имаме микропечка, но ќе ве подсетам бројот на главни награди во секоја игра се зголемува, така да еве ќе ве охрабрам со оглед на тоа што имавме добитници на нов телевизор во четвртокот. Сите ви од Црвена линија, драго ми и ви се заблагодарувам што бевте дел од ова издание. Се разбира, многу подраго ќе ми биде повторно да ве слушнам во Завртина Телма за кусо време, а на останатите кои што го честуваат и го одбележуваат католичкиот Божик, ви посакуваме многу здравје, берекет и секако се најубаво. Останете со мене, останете со Телма, ќе го вртиме тркалото за микропечка.